Индеруари Почитуван председателе на собранието, крајнки, почитувани колеги пратеници и колешки пратенички, почитуван министерке за финансии, тоа е заменик министер за финансии. Како викаат, кратка пауза додека денеска зборуваме за документ кој треба да биде основата на нашето заедничко функционирање како држава, а тоа е предлог буџетот за 2025 година. Но, наместо да сведочиме на визија и одговорност, пред нас имаме декларација за неодговорност и самоволија. Ве молам да се слушаме. Буџетот е срцето на економските политики. Тоа е моторот кој ги движи јавните услуги, здравството, образованието, социјалната заштита. Но кога ова срце работи неправилно, целото тело на општеството страда. А токму тоа е сценариото кој го гледаме во предлог буџетот за 2025 година. Срце кое е оптоварено со фискална неодговорност и несистемски пристап. Во секоја развиена демократија, процесот на креирање на буџетот се базира на принципите на инклузивност и транспарентност, бидејќи тоа е одраз на заедничките приоритети и потреби на сите граѓани и граѓанки. За жал, оваа влада целосно го игнорира тој принцип. Фискалниот совет, како тело чија основна задача е да обезбеди стручна анализа и насоки за одржување на фискалната стабилност, беше маргинализиран и лишен од можноста на времено да го достави своето мислење пред усвојувањето на предлог буџетот од страна на владата. Овој чин покажа крајно непочитување кон институциите и експертските мислења кои се клучни за креирање на одржливи политики. Денес треба да гласаме за документ кој е демонстрација на крајно игнорантски однос кон експертските препораки. Дополнително, нема индикации дека владата ги вклучила ниту граѓанските организации, синдикатите или бизнес заедницата во овој процес, што само по себе зборува за арогантен и изолиран пристап. Без инклузивност, буџетот станува монолог на власта, а не диалог со граѓаните и граѓанките, што е клучно за развој на едно одговорно и стабилно општество. Почитувани, ќе започнам со основната, суштинска точка, буџетскиот дефицит. Проекцијата од 4% од бруто домашниот производ е јасен показател за неодговорност. Според законот за буџети, фискалното правило е недвосмислено. Максималниот дефицит треба да изнесува 3% од бруто домашниот производ. Ова правило не е поставено како формалност или случајност. Тоа служи како заштитна мерка за одржување на финансиската стабилност и спречување на прекомерното задолжување. Но што направи владата? Наместо да го почитува законот и да управува со јавните финансии во рамките на утврдените граници, таа го игнорираше експертскиот совет на државата, тоест фискалниот совет, и своеволно одлучи дефицитот да го позиционира на 4% од бруто домашниот производ. Причините што ги наведува владата за надминување на границата од 3% се усогласување на платите, покривање на неизмирени обврски, подобрување на образование и здравството, звучат привлечно на хартија, но тие не се доволни за да се оправда овој чекор. Фискалниот совет јасно нагласува дека овие причини не се основа за отстапување од законското правило. Законот дозволува исклучоци само во ситуации на природни катастрофи, кризни состојби или економски шокови кои бараат итна и значителна подршка од фискалната политика. И во овие вонредни економски околности, согласно пропишаното фискално правило, буџетскиот дефицит може најмногу да изнесува 3,5%. Но она што е уште позагрижувачки е дека дури и овие 4% не ја представуваат целосната слика. Владата не ги вклучува доспеаните, но неизмирени обврски на јавните институции и предпријатија, кои се очекуваат да достигнат 1 милијарда евра до крајот на оваа година. Доколку овие обврски бидат вклучени, реалниот буџетски дефицит не би бил 4%, 41,3 милијарди денари, туку 9,8% или 101 милијарда денари од бруто домашниот производ. Бројката е алармантна, но тоа е вистинскиот товар на јавните финансии за кој денес треба да расправаме, а не за буџетски проекции кои ова не го артикулираат. Кога една влада ги игнорира експертите, го заобиколува законот и креира буџет што не одговара на реалноста, тогаш таа ја компрометира целата економска иднина на државата.
Ова неодговорност ќе се прелее врз секој граѓанин и граѓанка. Зголемениот дефицит ќе значи зголемени долгови, а долговите значат поголем даночен товар за сите нас, за работниците, за пензионерите, за младите, што треба да ја градат својата иднина овде. Оваа ситуација на премолчување на реалниот дефицит и игнорирањето на правните норми има длабоки импликации за довербата на меѓународните финансиски институции. Кога владата покажува дека не може да се придржува кон сопствените закони и правила, тоа испраќа сигнал дека ние сме ризична држава за инвестирање. А без инвестиции нема економски раст, нема нови работни места, нема подобар животен стандард. Почитувани колеги и колешки, не станува збор само за техничко прашање. Станува збор и за морални димензии, за чувство во нас, за тоа каква иднина сакаме да оставиме на нашите деца. Дали сакаме да им оставиме држава со финансиска стабилност и можности за развој или сакаме да им оставиме долгови и кризи. Кога зборуваме за буџетскиот дефицит и неговата алармантна проекција, не можеме да го игнорираме неговиот природен партнер, растот на јавниот долг. Дефицитот што го креира оваа влада не е изолиран проблем. Тој директно го подхранува растот на јавниот долг, која од година во година ќе станува се потежок товар за идните генерации. За секој процент за кој ќе се зголеми стои финансиска обврска која ќе мора да ја подмират граѓаните и граѓанките со камати што ќе продолжат да растат и со намалување на квантитетот и квалитетот на јавните услуги. Но дека владата зборува за развој и инвестиции, фактите раскажува сосема поинаква приказна. Согласно проекциите на Министерството за финансии, јавниот долг достигна загрижувачки 62,7% од бруто домашниот производ до крајот на 2024 година. Односно ќе се случи уште едно пробивање на законска обврска, за која од оваа влада многу малку слушаме. Но според проекциите на независните финансиски институции, а познато ни е дека сегашната влада е алергична на експертски мислења, јавниот долг ќе изнесува 66,4%. Ако на овој процент се вклучат и неподмирените обврски на јавните институции и предпријатија, тогаш новата 2025 година ќе ја дочекаме со историски рекорд јавен долг од 70,8%. Иако од Министерката за финансии немаме јасна проекција за тоа како ќе се движи долгот на крајот на наредната буџетска 2025 и во образложењето на предлог буџетот од нејасни причини не уважило уште едно мислење на Фискалниот совет, а тоа е дека, цитирам, Фискалниот совет проценува дека вкупниот јавен долг на крајот од 2025 година ќе изнесува 63,6% од бруто домашниот производ, а заедно со доспеаните а неизмерени обврски на јавните институции, таа ќе биде 68,4%. Фискалниот совет сврсто стои на определбата при искажувањето на јавниот долг да се применува фискалната статистика на Европската унија, во кој ќе бидат вклучени и доспеаните, а неизмирени обврски на јавните институции и предпријатија. Почитувани, имаме симптом на длабока структурна криза. Проблемот не е само во тоа што се задолжуваме, туку и како го правиме тоа. Неодговорно, без јасен план за исплата и без видливи придобивки за граѓаните и граѓанките. Доказ за ова е предлог буџетот и дополнетиот предлог буџет. Замислете, во само еден месец домашното задолжување е зголемено од 53,8 милиарди на 56,5 милиарди денари или за цели скоро 44 милиони евра во само еден месец. Толку ли беше тешко да кажете и во предлог буџетот дека домашното задолжување ќе биде вистински или проекциите можеби не можеа целосно да се направат. Не треба да чекаме многу за да ги почувствуваме последиците на ова неодговорно и волонтеристички менеджирање со буџетот. Веќе наредната година само за каматите на овој долг државата ќе треба да одвои 20,7 милиарди денари или 337 милиони евра. Ова е огромно зголемување во споредба со оваа година. Секој денар потрошен на камати значи помалку ресурси за развој на училиштата, за модернизација на болниците, за изградба на патишта. Граѓаните и граѓанките ќе го носат овој товар на својот грб со далеку поограничени можности за подобар живот. Јавниот долг не е апстрактен проблем. Тоа е директна закана за нашата економска стабилност и иднината на државата.
Ако не го запреме овој тренд сега, цената ќе ја плаќаме со генерации. Ако зборуваме за генерациите и достоинството на пензионерите, зборуваме за основата на едно општество кое се грижи за оние што го изградија и кои со децении придонесуваа кон неговиот развој. Пензискиот фонд, кој веќе се соочува со сериозна дупка, дополнително се оптовари само оваа година за 80 милиони евра. И покрај намалувањето на долгот на фондот на ПИОМ од страна на владата предводена од СДСМ, сега оваа дупка експресно надмина 600 милиони евра. А владата не покажува никаква трошка визија за тоа како ќе се справи со овој долг. Овие трошоци не се придружени со ниту една структурна реформа, ниту со долгорочен план за одржливост на пензijскиот систем. Ете, вработените во фондот на пензijско и инвалидско осигурување ќе добијат зголемување на платите. Да, секако поддржуваме подобри услови за трудот. Но како да се оправда фактот дека и покрај ова оперативните трошоци по вработен ќе се зголемат, а обемот на работа ќе се намали? Како да се оправда тоа што бројот на решенија за остварување на правата од пензijското осигурување ќе бидат намалени од 26.600 на 26.000, додека трошоците се во постојан пораст. Ова стои во предлог буџетот за 2025. Ова не е домачинско работење, ова е пример за неефикасност која ја плаќаат сите граѓани и граѓанки. Владата најавува дека допрва ќе го решава проблемот со 600 до 680 милиони евра кои фалат за стабилна и редовна исплата на пензиите. Знам дека за владата признавањето на реалноста не е популарно, но со политики на одложување на проблемите не се решаваат. Затоа, пензионерите на место благодарност за тоа што го имат направено за државата, ќе добијат несигурност. Денеска добиваат краткорочни награди, што привремено ја облажуваат неизвестноста. Но овие мерки се само илузија на грижа, бидејќи нивната вистинска цена ќе ја платат идните генерации. Да бидеме искрени и реални, зголемувањето на пензиите, иако представува олеснување за нашите највозрастни граѓани, е селективна мерка која не одразува инклузивноста што е неопходна за праведно управување со јавните средства. Не смееме да дозволиме дел од граѓаните да добиваат краткотрајна финансиска подршка, додека истовремено се игнорираат долговите на јавните институции кои ги засегаат целото општество. Зошто владата не покажува исто внимание за исплата на заостанатите обврски од 1 милиарда евра, кои создаваат притисок врз економијата и ги намалуваат можностите за инвестиции и развој? Инклузивноста не подразбира да се делиме на привилегирани групи, туку да се грижиме за општото добро. А тоа значи фокусирање на решенија што ќе го намала долгот, ќе обезбедат стабилност и ќе донесат корист за сите – пензионери, млади, работници и бизнесмени. Почитувани, кога го разгледуваме предлог буџетот за 2025 година, мораме да се осврнеме уште еднаш на една суштинска неправда, како ова влада ги третира работниците во јавниот сектор. Во време кога инклузивноста треба да биде основен принцип, сведоци сме на длабока селективност. Селективност во тоа кои граѓани заслужуваат повисоки примања и сигурност, а кои остануваат на маргините, заборавени од политиките што треба да ги подржат. Амандманот предложен од СДСМ, со кој се бараше зголемување на платите на јавниот сектор за 3,5 милиарди денари, беше одбиен без сериозна дебата од страна на мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН. Овој амандман не беше само обид за подобрување на животниот стандард на илјадници семејства, туку и начин да се покаже дека државата го почитува општиот колективен договор. Историско постигнување што ја символизира борбата за достоинство на работникот. Но наместо почит, договорот беше погазен, оставајќи ги вработените во јавниот сектор без јасен план за раст на нивните примања. Дали ова развојниот буџет што владата го најавуваше? Дали ова начинот на кој се вреднува трудот на оние кои секојдневно се грижат за функционирањето на нашите институции? Срамно е што истата оваа влада, додека ја одбива поддршката за работниците, предвидува милиони евра за нови возила, повеќе од 7,5 милиони евра за удобност на функционерите. Ова не е буџет што се грижи за луѓето, ова е буџет што се грижи за елитата. Почитувани, владата деновите демонстрираше колку е оддалечена од реалните предизвици и потреби од работниците во нашата држава. Додека се одржуваше седницата на економско-социјалниот совет, премиерот избра да ја напушти и да држи пресконференција.
пренесувајќи порака што во суштина е непочитување кон социјалниот диалог и партнерите што учествуваат во него. Наместо да ја преземе улогата на вистински лидер кој посредува, води и ги обединува сите засегнати страни, премиерот одлучи да се дистанцира со изјава што повеќе личи на оправдување отколку на одговорност. Изјавата на премиерот е дека владата не сака да се меша. Е симптоматична за неговиот пристап. Пасивен, одговорноста ја префрла на другите и го игнорира фактот дека владата е клучен актер во заштитата на достоинството на работниците. Социјалниот диалог не е процес што се води изолирано помеѓу работниците и работодавачите. Владата има обврска активно да учествува, да предложи решенја и да осигура дека резултатите од диалогот се во интерес на сите граѓани, особено на најранливите категории. Тврдењето дека повисоката минимална плата ќе генерира повеќе приходи во буџетот, иако технички точна, ја открива вистинската природа на стравот на власта. Минималната плата е сведена на математика, а не на прашање на човечко достоинство. Ова е навредливо за сите работници кои секојдневно се трудат да ги обезбедат основните средства за живот и кои очекуваат минималната плата да биде израз на вреднувањето на нивниот труд, а не само алатка за полнење на државниот трезор. Седењето настрана и дозволувањето на двете страни да се усогласат без активна улога од владата е класичен пример на неодговорно лидерство. Почитувани, за да го расчистиме секој недоразбирање, нашата критика не е кон пензионерите, ниту кон растот на нивните примања, а во исто време бараме зголемување на минималната плата и поголеми плати за вработените во јавниот сектор. Напротив, ние цврсто стоиме на ставот дека секој пензионер заслужува достоинствен живот по децении труд и придонес во општеството. Но она што го посочуваме е дека економската одговорност мора да биде системска, а не селективна. Растот на пензиите не смее да биде адхок мерка што ќе генерира дополнителни дефицити без паралелни реформи кои ќе обезбедат стабилност на пензискиот систем. Она што го бараме е целосно поинаков пристап, инклузивен буџетски модел кој ќе ги вреднува сите. Зголемувањето на платите во јавниот сектор не е трошок. Тоа е инвестиција во квалитетот на јавните услуги, во мотивацијата на работниците кои секојдневно го носат товарот на државниот апарат. Тоа е придобивка за целото општество, бидејќи подобро платен и мотивиран јавен сектор значи подобро образование за нашите деца, поквалитетно здравство за нашите семејства и поефикасна администрација за секој граѓанин. Затоа нашиот повик за одговорност не е дволичен. Ние не се спротивставуваме на помошта на една категорија на граѓани. Ние бараме правичност и инклузивност за сите. Само така, преку системски реформи и одговорни политики, ќе можеме да изградиме економија што ќе биде силна и праведна. Буџет што нема да биде тежок товар, туку двигател на напредок на сите граѓани и граѓанки на нашата држава. Она што го критикувавме кој оваа влада не е само обемот на дефицитот и јавниот долг, туку и начинот на кој тие се креираат без стратегија, без визија, без реални инвестиции што ќе го забрзаат економскиот раст. Додека огромни суми одат на нерационални трошоци или проекти без економска оправданост. Ако сакаме вистински развоен буџет, тој мора да биде фокусиран на реформи на создавање економија која ќе биде подготвена за одговор на глобалните предизвици. Тоа значи одржливи политики што ќе ја зајакнат економската основа на државата, ќе го потикнат приватниот сектор, ќе создадат услови за иновации и ќе ја зајакнат конкурентноста. Затоа нашите барања не се во конфликт со критиките за дефицитот и долгот. Ние повикуваме на буџет што нема да биде тежина за идните генерации, туку алатка за економска трансформација. Буџет што ќе вложува во луѓето, во инфраструктурата, во иновациите и во иднината и буџет кој ќе биде одржлив на долг рок. Само така ќе обезбедиме стабилност и напредок за сите граѓани и граѓанки на Република Северна Македонија. Меѓутоа, предлогот за буџетот за 2025 покажува јасно отсутство на ваква визија. Наместо економска трансформација, тој ги задржува затечените состојби, а во некои случаи дури и внесува дополнителна неравнотежа. Фискалниот совет ова го сумира и тоа многу прецизно. Буџетот ги пресликува затечените состојби и потреби кои треба да се финансираат, но не и соодветните потреби за забрзување на економскиот раст и развој, како и структурните реформи.
Во исто време гледаме дека владата планира да потроши 110 милиони денари за нов мебел, кој е речиси 5 пати поголем од тоа што е потрошено годинава, и ова е Фалимдерицо. Има реплика пратеникот Малиша Станковиќ, повелете.